Добре дојдовте во новото издание на емисијата Магазин. Наш гостин е пратеникот Димитар Апасиев. Тој својот живот го чува далеко од јавноста, но ние ексклузивно дознаваме каков е надвор од политичкото секојдневие и од социјалните медиуми. Како го троши слободното време, сака ли да спортува, каква музика слуша, ке зборуваме и за неговиот имидж, но и каков е како татко и сопруг. Започнуваме веднаш, останете со нас. Тој е доктор на правни науки, дипломирал, магистрирал и докторирал како првенец на повеќе генерации на правниот факултет Јунистинијан I во Скопје. Актуелен е пратеник и професор, но денеска нема да цитира Максими, туку ќе зборуваме за тоа каков е надвор од очите на јавноста. Посакувам добро утро, господине Апасиев. Добре дојдовте и ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш во еден ваков тип на емисија. За прв пат чинам, надвор од она што сме навикнати да те гледаме во оние политички емисии. Зошто е тоа така? Не те канат или едноставно не сакаш да откриваш многу за твојот приватен живот? Добро утро, другар Иван. Па не, овакви емисии ми се тумар сирџиски за мојот карактер. Ама кога си јавна личност, веќе немаш ништо приватно, реално. И до сега сум ги избегнувал, веројатно и во иднина ќе ги избегнувам, меѓутоа ми го објаснивте концептот и прифатив онака чисто да позборуваме за мојот приватен живот, што сега не сум зборувал јавно. И мислам дека народот го копка тоа и па се вадат разни ифтири и така. Ги интересира какви сме надвор од она што го гледаат во секојдневието на предсобраниска говорница. И бидејќи концептот мој е на, не знам, животниот стил ми е неоговарање, знаеш, твој живот, твоја приказна. Ти си имаш животен стил, си го фураш и никој не сме да ти се меша, бидејќи тоа рес привата, твоја приватна ствар. И од тука има секакви те судат, те кудат и така натаму, и од тие причини, инаку вака нема што да криеш. Нема што да криеш. Роден си 83-та во тогашен или своевремено Тито Велес, таму го завршуваш и средното образование. Какви спомени носиш од училишните или школските денови? Па да, 83-та Тито Велес уште беше тогаш, инаку сум септември, сега ми е роден ден, девица сум у хороскоп. На крајот девица спрема вага, веројатно. Не верувам многу у хороскоп, меѓутоа сите што ме познаваат вика типична девица. Да, дека имам педантериски манири, некои такви типични за девица, цепидлачење и слично, од табието. Инаку спомените од Велес ми се убави. Значи, јас живеев во Велес 20 и неколку години константно, додека се упишав на студии, па и кога се упишав патував, бидејќи Велес е блиску, тогаш имаше и возови, автобуси и овакви диви таксисти. Јас живеам блиску, во Велес живеев блиску до автобуската станица и почесто патував со автобус. И средношколските денови учев во основно училиште Јордан Џинот, сега веќе не постои тоа училиште. Тоа е гимназија? Еднаш до автобуската и после гимназија, да, општа гимназија, која ми беше како вовед за факултет. Тоа беше една од најдобрите гимназии во тоа време, мислам дека меѓу 5-те, ако не се лажам, во државата. Спомените ми се убави. Дружба, играње, спортување. Па антиспортиста сум реално. Сум играл фудбал како дете. Сум спортувал, значи сум модел на гимнастика, на боречки вештини, винчун, кунг фу. Сум модел од сега, ако спортувам, не спортувам многу, ова утакмици такви работи поима нема да ти кажам. Гледам само нашиве кога играат. Да, ливчи у кладилница, не знам како изгледа. Антиспортски тип сум така. У младоста не сум спортувал. Сум бил извидник многу долго време, 10 години и повеќе. И со извидници како млади сме шетали низ цела Југославија. И убави спомени имам. А во средна школа веќе фатија тие транзицијски години, ако ти текнува, и Велес од индустријски град стана град на духови, буквално. Значи, се срозија сите големи фабрики, по илјадници луѓе работеа, моите останаа стечајци. Па запати она детоизација кога на студии,
па јас на студии, па немаат пари да ти дадат да живееш, ти текнува. Значи, такви, има и такви моменти, меѓутоа, генерално, младите години ти ги памтиш по убави нешта, безгрижно детство. Бев во гимназија, класна ми беше Сашка по македонски, професорката, се уште предава, тогаш беше млада, само што се вработи, супер спомени, бев председател на клас, мислам дека и меѓутоа во принцип не сум човек кој не знам како да кажам, кој се дружи многу со бидејќи тоа важеше за некоја си елитна школа во вакво. Јас сум underground, како да значи јас сум антиестаблишментски. И еден куриозитет, не си бев на матурската, например. Не се сликав за табло, некој во таков муд бев. Исто и направен факултет, ми дадоа некоја награда, таму не отидов да се ја земам. Значи, ја мразам... Тоа е бунтовник, со причина или безпричинен... Па, тоа се некој, веројатно и лайфстайл, да, некој кинизам или цинизам кој го негувам и кој ме држи во политиката е многу добро тој табиет што го имам, бидејќи те држи надвор од корупција. Затоа што во политика те корумпираат баш на такви балови, приеми, свечености и ти мислиш дека си некоја елита, па ќе те викне председателот, па ќе те викне премиерот, па на коктел, да, и после ствараш врски, не, јас сум куќа посот и текно собрание, дома, партија, толку. И не може тука да ти влезат на таков што си, тоа ми е добар одбранбен механизам и како карактерна особина си го негувам се уште. Не одам, ме канат на 100 места, од невладини до владини, не одам никаде скоро. Да те навратам уште малку во младоста, иако се уште еве ке речам, истак блиску сме со генерација, сме релативно млади. Се сеќаваш ли колку години имаше кога се тргна придавката Титов од Велес и го доживува ли тоа некако емоционално? Или тогаш беше се уште мал и се уште да имаш грижи да... Па не, се 90-тите, вајда после осамостојувањето, не знам кога точно, ама јас се уште во сиви Титов си го ставам, бидејќи види, ако не го ставиш Титов, ти ја фалсификуваш историјата. Исто како сега славиме 30 години Северна, не славиме Северна, бидејќи тогаш не се викала Северна. Значи, тогаш се викал Тито Велес, не сум ја кабајат што се викал Тито Велес. Што се родил таму во тоа време. Сега, јас се уште си опишувам Тито Велес, дека сум роден во Тито Велес. А став во однос на тогашниот председател на СФРЈ Тито? Па јас го почитувам како државник од светски калибар. Видете, македонскиот народ своето најголемо цивилизацијско достигнување го достигнал во тие години. И тука нема муабет. Значи, нас ќе ни треба уште 50 години да се вратиме на стандардот од 70-тите кои сме го имале. Тоа било држава со сите нишани. И немам некоја носталгија како постариме, бидејќи не сум, не сум бил дете прво одделение кога се распаднала. Меѓутоа, како систем кој од сега и историски го проучуваш, тоа бил систем со сите нишани. Значи, и имам симпатии кон тој систем. Особено што е и социјалистички, а јас сум социјалист по политичко видување. Од кога знаеше дека ќе се занимаваш со право, посебно со римското право? Со право уште од дете. Веќе во гимназиските денови, прво имав некои екскурзии со глума, бев во некои драмски секции, па во театарот, таа младинска сцена, и тогаш беа познати актери од Македонија, сегашни во Македонија, тие беа постари неколку генерации од нас, Васил Зафирчев, таа сцена Велешка, има добри актери. И ние им бевме подмладок и правевме представи, одевме во Кочани, таму на ДАФ, како се вика тоа, аматерски фестивали. И ме бодреа многу, глумев убаво, и ме бодреа почни со глума и едно време почнав да ти кажам да читам за и после се викам батали тоа глума. Знаеш, во римското право актери, пеачи и такви работи ги третирале на ранг на проститутки реално гледано, бидејќи како се оттргнуваш од тој некој артифицијален свет, сватив дека не е тоа за мене. И веќе од втора година средно знаев дека ќе студирам право и ние имавме приемни испити, ти текнува веројатно и ти си полагал, значи приемни испити и тие беа, знаеш, да ако измрдаш една точка, некако сега сите да се упишуваат на факултет. Тогаш со 99,5 поени не знаеш дали ќе те примат. И учев четврта година, учев за приемен, полагавме
уставно право и вовед во право, мислам. И според мене тоа е најдобар концепт и ние во програмата имаме да се врати концептот не на матура, бејќи што ќе ми е мене ако студирам право да полагам јас, не знам, некој предмет кој не е поврзан со право. Да. Првенеци на генерацијата споменав и без ниту еден преполаган испит. Тоа значи дека беше опседнат со учење и со Да, читање? до трета година учењето ми беше приоритет. Значи немав речиси никакви други фокуси пред да почнам да се бавам со Ленка веќе четврта година и понатаму. Да, јас сум првенец на генерации, многу веројатно добив некоја плакета, не сум си ни ја земал плакета Јустиција Златен Цицерон која победив на ораторски. Меѓутоа не ми се наградите фах во смисла ти како човек вредиш многу повеќе од тоа што општеството преку признание, сертификати може да ти даде. Инаку да, бев одличен студент. Тоа значи дека не оставаше време за дружби, за кафуви, за клубови, за имав дружби, тогаш имав девојка, долга врска, си имав нормален живот, меѓутоа учењето ми беше приоритет. Бидејќи дури и Че Гевара вели должноста на секој револуционер е да биде едуциран. Без едукација, па и преку лична приказна, мене едукацијата ме извади од сиромаштија ако гледате. И до ден денес тоа им го пропагирам на младите, особено на оние кои доаѓаат од посиромашни средини. Само преку образование можеш да просперираш, да. Инаку ќе те поклопат со оваков систем корумпиран, ти не можеш да просперираш. А особено па правен факултет дава многу моќ за борба. Значи ги знаеш веќе законите, плюс ако си правдолюбив карактер, ти веќе си фајтер во рингот, бидејќи правото ти дава оружје во рака реално. Луѓе кои се лаици, знаеш, ќе му дојде некоја опомена и он мисли е крај на светот, не знае дека има право на жалба и слично. Значи ти дава моќ правото и не се кам воопшто што да стоиш на нозе. И пак да треба да бирам, пак би одбрал правен факултет. Добра, од тогаш ти е скопскиот сленг, не е дијалект. Кој го користиш од студентскиве денови? Јас бидејќи до трета, четврта не живеев, бидејќи немав пари да плаќам кирии и патував. После тоа веќе кога станав демонстратор и кога почнав да подработувам консалтинг, предавач по невладини, паблик спикинг предавав и слично. И кога веќе животот ми стана претежно во Скопје и тогаш почнав прво седев во студентски дом во Гоце, кој не седел не знае што е тоа. Значи во тие абсолвентски собички 2 на 2 буквално се. Хорор. Добро, може да биде и монашка келија некогаш лошо. 13, да, пошто сум таков аскет, мене ми одговараше и на некој си 15 спрат, не знам колку се, на последен бев, па се симињаш на 6 да се истушираш, пошто нема притисок таму, па ако начекаш топла вода ќе бидеш среќен. Една година живеев во студентски и после почнав стандард кираџија. Нема кај немам живеено во Скопје како кираџија. Од аеродром до Капиштец, Карпош и така. Се дека не сватив дека кириите што сме ги плаќале јас и сестра ми е колку една гарсонјера да се купи. И тогаш решив веќе бев и вработен да земам кредит и да си го отплаќам доживотно. Свесен си како те доживува јавноста? Па свесен сум, да. Значи, кај мене или ме сакаш или ме мразиш. Мислам дека нема средина, некој таков лик сум и се носам со таа улога, бидејќи види, зборот партија доаѓа од парт, ти си дел. Ја не можам сите да ме сакаат. И има хейтања колку сакаш, ама се носам добро, имам јаки стомачни за тоа и од лево влево, од десно излева. Кога ти е чиста совеста и кога искрен си во приказната, нема што да дури ми се смешни, знаеш, овој ти го купил станот, овој ти е купил алфата. Докаде е алфата продаден или не, да. Направивме една анкета, впрочем ги прашавме граѓаните на улица како те доживуваат, па ајде да слушнеме и да погледнеме, па потоа и ќе прокоментираме нешто повеќе. Магазинот Терен дознава како случајните менувачи го доживуваат Димитар Апасиев на страна од политичкиот свет. Добар е, добар правник, добар професор, така да позитивен е доста. Па добар, елоквентен, европски. Сам го слушал. Добар е. А каков? Ако добие власт, каков ќе биде, ќе видим. Не го знам. Димитар Апасиев. Не го знам. Па помалу да е националиста. Многу убаво се облекува, сакам ја така се облекувам и тоа е, не знам многу. И ми се свига неговата фризура и така. Тоа.
Премногу перфектен. Не. Димитар Рапасиев. Не. Левица? Не. Димитар, често ти приоѓаат на улица случајни менувачи, Да, ги често. одбегнуваш или отворено им пристапуваш, па Секакви ги има. Значи, еве, ќе возиме еднаш, возевме точак со Еви на Кеј, возиме точак и еден вика, браво, царе, мајсторе, суви, по 100 метра, друг те пцуе. И викам, нас ли напцуш? Викам, не, на некој друг изгледам. Викам, значи, секакви ги има. Се уште не шетам со обезбедување, освен во кога ќе процениме од сектор безбедност дека е критично. Тогаш знаеме да ми пуштат од партија еден двајца со мене, чисто ради провокации. Инаку не, секаде се движам слободно. Бидејќи не сум во криминал, сум добил закани, особено кога работев во СЈО, и некои закани имав кои ги пријавив, па МВР чекам да ги... Инаку вака посериозно, мислам дека мафијата не те мава додека не ја чепнеш у парите. А јас се уште немам моќ, веројатно, Да им чепнеш у парите, за да некој нешто ти Кога прави. бидеме власт, друга... се уште слободен граѓанин. Го користиш точакот како превозно средство или во кое што, не знам, ти служи Секојдневно како функционирам, да. за одржување на линија? Или? Затоа и кога бирав кај да живеам, го бирав аеродром, бидејќи долги години живеев таму и аеродром има убави велосипедски патеки и ти дава. Јас сум тип кој во урбаното сака да живее во урбано, а во руралното кога ќе отидам на планина сакам да живеам у рурално или да престојувам у рурално. Не сакаш такви. Не, и сега аеродром ми одговара од тој аспект, бидејќи функционирам 90% со точак. Така. Имаме уште една анкета, односно не анкета, туку прашање од случајните менувачи за тебе, па еве, дел од нив ќе ни ги одговориш и во студиото, па предлагам и тука да погледнеме, да ги погледнеме прашањата за нашиот денешен гост. Дали има некој план, дали мисли дека ќе имаме некоја иднина за нас младите пред се? Дали повеќе сака се вози со велосипед или со тротинетот електрички? Тоа. Како живее? Како живее, дознаваме со самото твое гостување, повеќе тротинет или повеќе Не, немам велосипед? тротинет, не ми се Немаш? стабилни многу, да. Имаме три точака и бидејќи зградиве кои ги проектираат, не проектираат кај да ги паркираш, па цела зграда ги паркираме по овие оградиве на... Со точак функционирам, имам City Bike сега, еден подобар за кичма, бидејќи имам проблеми со кичма. И за во планина имам маунтбајк таков. Си ги купивме со жена ми од Горна Џумаја, од Благоевград. И често возиш на планина со друштво Па или? не многу често, зависи од обврските. Немам екипа за возење, најчесто со жена ми возиме. И сега имаш и патеки на водно, меѓутоа не сум ги пробал се уште поради обврскиве. Најчесто ја го користам за секојдневни потреби точакот, не како рекреација. Како рекреација наменски поретко, меѓутоа секојдневно го користам многу почесто. Не знам, одиш да плакаш сметки, да пазариш со точак до институција, си го врзуваш и така. Ми имаат украдено 2 точака до сега. Да, тоа е. Еден го нормална работа, најдоа веројатно. крадецот, не го најдоа точакот, другиот ни крадецот, ни точакот не го најдоа. И у двата случаи беше ти со загуба. Да, апсолутно. Да позборуваме малку и за твојот имидж, те препознаваме по косата и брадата. Сметаш дека некогаш ако таа ја ишишеш и брадата ја избричиш, дека луѓе во улица нема да те препознаат? Па може да не ме препозна. Ако сменам, да, може. Па види, имиджот е битен во секоја јавна фигура, дури и кога сме предавале на студенти, значи еве замисли го, не знам, Кастро без брада и без неговиот имидж, или Че Гевара, или овие кои ја ги почитувам. Значи имиджот е битен како момент, меѓутоа секој човек веројатно себе си се перцепира некако и сега и ти да се замислиш со долга коса, можеби ти е чудно. Да. Така и друго, имам многу дупки на главата, како дете сум бил многу бесно дете, имам 7-8 пати дупнато глава со белези. Тоа е една од причините со беле која... веројатно фамилиарно. Татко ми на 26-7 години си има оженето е со седа коса, значи тоа не е некоја фамилиарно. Има тоа некаква врска со секираци обично велот? Не, тоа е веројатно генетски, наследно, појма немам. Меѓутоа нека беле е само нека не ми паѓа, ја така викам. Ја не можам да се замислам келјав да бидам да ми попаѓа косата, мислам ќе биде крај на свет. Ама може со текот на годините. Велиш се бил А порано не носев брада. Аха. Пуштив брада пред едно 5-6 години
Добра, ама јавноста те памети побрада. Да. Па тогаш почнав и да се актуализирам, да. Види, јас со политика почнав да се бавам, бидејќи правото ми стана пребавно за мојот темперамент. Знаеш, во правото ти ставам тужба и те добивам на суд после 3 години. Многу ми е тоа споро, ќе ми помине животот у 5 спора. А у политика можеш вака да решиш спор ако има политичка волја или било кои проблеми на граѓани и општо. И на крај крајава си викам, чекај сега, ние на студенти им предаваме закони, а кој не ги пишува закони? Ме сваѓаш? Политичарите. Па дај боле ние да ги пишуваме, законотворци да ставиме. А по дома се решаваат ли вака работите? По По дома, семејството. Кој го има главниот збор? Ти, сопругата или синчето? Јас имам еден добар другар Хактан, сега што е носител на листа. Он е суфист, дервиш и се наоѓаме на фреквенција. И он ми вика, баба се викаме, и он ми вика, баба, само Ајван се кара со жена. Вика. Мудрецот остава да го надвладее жена. И тоа го сваќаш со текот на годините, дека не вреди со жена да се разбраваш. Особено, не знам, ќе нарачаме нешто од Икеа и јас сакам вакво, она сака. И не може, после тоа се помируваш и такво, и такво. Тоа значи дека по дома си ги завршав обврските, ама тоа дека ти сакаш или дека... Да, работам по дома. Кај нас дома нема влезено чистачка и бебиситерка никогаш. Значи се со децата ни помагаат бабите, а со чистење сами си правиме. И кое е твоето задолжение, што ти... Па се, значи... Најдобро еве работиш. Најдобро си ги деле поделба на трудот си правиме, ама тоа е некоја природна кој зашто има афинитети. Например, јас ја местам машината за садови и ја вадам, фрлам ѓубре, плаќам сметки, пазарувам. Жена ми, и кога правиме генералка, знам да фатам и просмукалка и И да излезеш на заедничката тераса, да истресеш стазата и не знам, и Па, такви работи, доколку имаш сега, не знам дали и не е пристојно на луѓето. А такви се новите згради во аеродром, во старите згради имаше тресална Па типична. не имаме ние тресална, не тресам од пристојни граѓански должности, да не ми се караат комшиите. Ама знам да фатам правосмукалка, имам голема библиотека и таа фаќа прашина многу и треба одржавање. И знам и да избришам со влажни марамици. Секогаш треба политичари, условно речено, убаво да изгледаат, да внимаваат на својата облека во врска со пеглањето, помага сопругата или знаеш и сам да го ме направиш фати сега. Баба ми, тоест на сопругата, мајката, вика, вие сте најизгужваните професори. Ние ретко фаќаме пегла, освен кога е ептене ваква, а во поглед на имиџот, како ме гледаш, јас сум на многу едноставни работи. Сакам и постојано сум со црна кошула во јавни настапи, бидејќи кај сега да менуваш кравати, па сакоа, а вака многу ме поедноставно. Ама тоа е андерграунд, предпоставувам дека веројатно, стил на носење. Таа е црна боја, темно-зелена. Уште од дете сум ја сакал црната боја. А знам, имам и разни други, меѓутоа за оф рекорд мисли ти, а за официјални, да, стандардни. А добро, на свадба ако отидеш или Исто, знаеш да ставиш машна? Некојаш знам да ставам, имам ставено, ама ретко. Сакоа ми пречат, ме затегаат многу, а вака ми е по-кежуал и по-добро. Верувам дека публиката многу ќе интересира каква музика слуша Димитар Апасиев. Па со текот на годините различно. Како млад сум бил рапер. 3 црти Адидас ти текна. Run DMC, Public Enemy, Чиста околина. Знам сите текстови, да. После тоа Ицко Солунчев ми стана пријател со текот на годините кога се запознавме. Потоа се префрлив на рок. Значи бев хипик едно време, Дорс ми беа number one и се уште си ги слушам по кола на MP3. Да, излитени по милиони пат. Да, си ги слушам. И сега во последно време преминав на посмирена музика. Немам време реално да слушам преку ден, може во позадина, бидејќи кога работам не можам. Тоа е уште како студент. Јас сум имал колеги кои учеле со музика, ја не можам така. Сега слушам по чудни музики, дури, например, слушам црковна музика, византиска, слушам дервишка, суфи музика, New Age, овие скоро ситни етно моменти, амбиентал, значи ерменски, дудук музики, такви. Рейки со овие индиски, значи такви музики во принцип слушам.
кој што А од македонската музика ми спомена дека се слушал чисто Калина. Други некои македонски бендови? Па овие забавниве не ги слушам. Турбо фолк никако, никогаш во живот не можам, дури ни органски да го поднесувам не можам. Ако има во просторија можам да ја напуштам. До толку не ми прија на уши. Овие ги слушам што се некомерцијални. Знаеме, пред пандемијата сме знаеле со жена ми, ако имаме кој да ги чува децата, да отиде на свирка во МКЦ, да. Некомерцијална музика. Од овие нови аранжмани во смисла на Чалгија Sound System, Баклава, такви... Фолтин. Да, Фолтин, да. Значи, музики кои ги преработуваат, не знам, народни мотиви, но не се... И чалгиска музика, имам некоја колекција, оние стари велешки чалги, кои беа number one на Балканот, мислам дека. Знам таква музика. Не можеме да не те прашаме, а меморија? Меморија, да. Знаеш албумиве? Не знам, имаш омилена песна? Да, Оган под звездите ми е омилена и сега кога ми каза ми даде едно CD, ама пошто немам цедиње на лаптопот, само во кола имам CD, пошто алфата е старовремска и таму си слушал. Да, меморија сум ги слушал. Одлично. И од овие Архангел, типични овие што се познати Лепи Сол, тие. Тука некаде сме пред крајот на емисијата. Ке сакаш ли за нашите гледачи да споделиш една анекдота за времето додека си бил демонстратор на правниот факултет и да завршиме оваа емисија? Со Влада? Да, она таа со беше Влада. многу позната. Јас од детиште сум имал таков проблем со полиција, како што имам се, веројатно ради имиджот, тогаш имав и подолга коса. И само што станав демонстратор, тогаш Бучковски, јас не го знаев, он беше премиер. Мене ме зема за демонстратор старата професорка Мирјана Поленак, сега е во пензија. И требаше да промовираме еден учебник кој зема награда на Белградски универзитет за ремек дело по римско право, речник по римско право, капитално дело, огромно, едно 700-800 страни, и јас ми ја дадоа задачата на Логограско да го представам делото и 2-3 страни текст за тоа. И јас го куцам и треба да го носам во Влада, бидејќи за саат-два треба да биде промоцијава и Бучковски како министер, тоест како премиер тогаш, ама во својство на професор по римско право треба, јас него ни знам. И сега одам јас на кај Влада, а тогаш бев веќе во Ленка активист за социјална правда и гледам пред Влада протест. Дали беа стечајци или млекари, или не знам што беше. И одам јас во луѓево да прашам што, како, контакти од Ленка, правна помош да им дадеме и се тргам од толпава и одам, нели има барикади тоа како се. И стојат полиција со панцири и јас му викам јас ке треба да одам и он ми вика каде бе ќе одиш? Викам ја ни 2 ни 3 кај премиерот му. Ми вика ако ти залепаме на шамарница ќе видиш и кај премиер, а јас со ранче, со коса. И му викам, ама јас сериозно ќе одам кај премиерот, викам и му објаснуваш. Абе бегај мали ме вика таму и од тука, не знам, мобилни имавме од тие старовремските. И се јавувам на шеф на протокол, не знам жената како. И викам, не ме пуштаат, викам да влез. Вика дај ми го командир, и викам кој ви е командир да се. И се јавува. И му изнададе 300 веројатно, не слушав и ми го враќа телефонот и ми вика шо не кажа така, бе, ми викаш да те пуштив, не? Па како викам да ти кажам, ти кажувам дека кам кај премиерот. Така, имам интересни дешавки. Димитар, ти благодарам што еве денеска одвој време што не удостои за да учествуваш во ваква емисија. Цел град блокиран. Да, цел град е блокиран, знам каков е хаосот, има уште многу прашања кои што остана неодговорени, има ајде нека биде прилика за некој наше следно ведување. Ти благодарам уште еднаш. Ето, тоа беше